Остануваат ли Заев и СРСМ единствена опција на Ахмети да ја исполни идејата за албанец премиер? Лидерот на ДУИ во интервју за косовска телевизија порача дека секој што е против Преспанскиот договор и против договорот за добрососедство со Бугарија не може да смета на партнерство со ДУИ во идната влада. Со тоа автоматски ја исклучија можноста да коалицираат со ВМРО ДПМН и со нив да ја тераат агендата за албанец премиер. На прашање на Алфа дали единствена опција им е СРСМ, интегративците велат тоа зависело од околностите. Тоа зависи од околностите. Ви благодарам многу. Вчера Ахмети беше јасен, црвената линија за коалицирање ја повлекуваат кај договорите со Грција и Бугарија. Со ВМРО готово се поставени црвени линии за договорот со Бугарија, за договорот за добрососедство, за договорот од Преспа, за договорот со бугарската страна, кој што ВМРО не го прифаќа како договор. За нас тука е црвената линија, за нас нема враќање назад и кој сака да ги оспори овие договори со нас нема работа. Опозицијската ВМРО ДПМН за изјавата на Ахмети истакнаа дека не прифаќаат диктати ниту од СРСМ, ниту од некоја друга политичка партија. Ако Заев прифаќа откажување од Гоце Делчев и историјата на Македонија, тоа ВМРО ДПМН нема да го направи, ниту по една цена. Принцип за едно коалицирање на ВМРО ДПМН нема да биде според тоа што ќе се попушти или распродаде, туку тоа што ќе се изгради и направи согласно понудената програма. Кога ДУИ ја промовираа идејата за албанец премиер, Заев веднаш реагираше дека не прифаќаат такви услови, но потоа Талат Џафери индикативно порача дека во политиката никогаш не треба да се вели никогаш. Останува отворено прашање како ќе изигра онаа политичка партија од македонскиот блок која ќе победи на изборите. Дали Заев, доколку победи како што тврди, ќе си остане на зборот дека нема да го припати условот на ДУИ. Оти често во минатото даваше изјави, кои потоа самиот си ги демантираше, особено кога тврдеше дека нема да има двојазичност, промена на името.